Ние ќе поразговараме денеска во овој блок за одредени криминални активности. Со мене во студиото е поранишниот началник, господин Љубомир Ѓурчевски. Добре дојдовте во новото студио на Утрински брифинг. Добар ден, добро утро веќе, како да се обратам. Благодарам на поканата и баш ми е драго што имам чест да гостувам во вашето ново студио. Две теми криминални вчера ги окупира медиумите и вниманието на јавноста. Ајде ќе почнеме од почеток. Прво е случајот со криумчарење и нелегално искупување на артефакти. Станува збор за нешто што е од национално значење за државата, нешто што се третира како потежок вид на криминал. Вие го прочитавте обвинителниот акт, почна да постапува обвинителството. Што е она што го забележавте во обвинението? Видете, овој вид на криминал е криминал со непроценлива штета за Република Македонија, за незината култура, историја, нација, националниот развој и така натака и така натака. Нешто што мене ме загрижуваше во целата таа постапка е предолгото трајање на постапката и некако како да се има еден аспект на толеранција на сторителите на тоа продолжено кривично дело, кое што трае перманентно веќе 8 месеци, за кое што сум убеден дека обвинителството обвинителството применувало и посебни истражни мерки, како тајно следење, тајно снимање и така натака, затоа што ако добро се прочитат нивните соопштенијата од обвинителството, ќе се забележи дека таа група прво била сочинета од 2 лица, па потоа биле регрутирани уште 6 лица, па била набавена соодветна опрема за вршење на ископи, меѓу кои дури се споменуваат дека била набавена и механизација багери и липкери заради сторување на тоа кривично дело, што по мене мислам дека е недозволено толерирање на сторување на кривично дело, уште полошо што во известувањето на јавното обвинителство стои дека дел од тие пронајдени артефакти и предмети се продадени во Република Грција, во Република Албанија, во Република Србија, во Република Бугарија, баш точно на сите оние на кои што им се тие артефактите како главен аргумент за негирање на нашето потекло, односно за онај антички период од развојот на Република Македонија. Тука секако и колекционерите на такви работи кои даваат големи пари за да стигнат до нешто што е вака исто така нелегално стекнато. Но што сакам да ве прашам, од аспект на обвинителството и обвинителниот акт, е тоа зошто обвинителството, зошто службите, ако веќе ги следеле, дозволиле тие артефакти да се продадат? Зошто не се фатени пред да се изнесат од државата? Нели и тоа, нели и при такво апсење, при таква акција, нели тоа би било спречување на кривично дело фатено на дело? Видете, ова е кривично дело за кое што и со самата припрема и подготовка на сторителите за извршување на ова кривично дело, значи има казнивост со оглед на штетата која што се причинува. Добро, но ако некој купи бормашина, не е нелегално. Не, дозволете. Ако некој купи бормашина, тоа не е нелегално, но ако купит бормашина и таа ја употребит, и јас го затекнам во вршење на ископи на нелегални. Зборувам нелегални ископи за кои што ископи е потребна дозвола нели од Министерството за култура, од сите овие институции. Значи не мора дури ни да извади нешто. Значи не мора ништо да извади, само да отпочни со ископ. А за тоа да нема дозвола, вие знаете на времето господинот Паско Кузман преку заводот нели за археолошки истражувања ги вршеше сите тие истражувања, па дури Министерството за внатрешни работи му обезбедуваше и соодветно обезбедување за да може непречено да ги врши тие истражувања, археолошки истражувања на територија на Република Македонија. Каде настанаа таму одредени кривични дела, веќе државата веднаш тогаш санкционираше и беше господинот Паско Кузман беше соодветно санкциониран за она што го сторил надвор од тие одобренија кои што ги имал за вршење на овие ископи. Што станува збор овде? Овде станува збор за целосно нелегални активности. Значи со самото тоа што се отпочнуваат да се копат на одредени места, затоа што во соопштението од обвинителството многу јасно стојат кои мапи ги користеле GPS системите, стари записи, стари легенди, приказки кои што ги кажуваат местните населенија дека има закопано богатство на одредени подрачја и така натака, значи сето тоа, ако вие го имате на специјални истражни мерки снимено, прислушувано, сликано, фотографирано, документирано и вие да толерирате 6-7 месеци да тие предмети што ќе се пронајдат
се продадат и некој се стекни со противправна имотна корис од непроценливи размери, вие многу убаво на почетокот ја поставивте тезата, затоа што сите овие предмети во основа завршуваат кај многу богати луѓе колекционери кои што и како не жалат пари за вакви артефакти и за вакви вие знаете дека од Република Македонија уште во 2006 година ние излеговме со податок дека преку 130 икони од непроценлива вредност се наоѓаат во Република Албанија, од кои што само 10 успеавме да вратиме, барем до онај период дека јас бев во Министерството за внатрешни работи. Колкави се шансите сега да се најдат веќе продадените артефакти изнесени од државата? Многу минимални се шансите да се најдат, иако значи за тие работи највише може да се насочат постапките према осигурителни компании, затоа што дел од тие колекционери кои што се лица со позамашни сметки, значи ја што викам со позамашно богатство, се дрзнуваат да тие артефакти и ги осигураат од идни провални кражби, од идни оние меѓусебни нивни пресметки, кражби кои што се случуваат на тие артефакти, затоа што тоа се непроценливи богатства. Верувајте, јас исто така често пати на својот Facebook портал имам произнесено едно сомнение за двете икони кои што не достигаат во Лешочкиот манастир кој што беше миниран во 2001 година, кои што беа проценети на некоја вредност над 50 милиони долари во тоа време. Значи се изнесоа многу богатства од Република Македонија кои што де факто не смееме и не смеет ниту обвинителството како орган најповикан за водење на истрагите, ниту истражителите од полицијата, од царината, од финансиската полиција, од било која институција кои што ќе бидат ангажирани од обвинителството да толерираат едно такво продолжено кривично дело, затоа што материјалните штети, макар и со една пронајдена монета од антички период, е огромна. Сега тоа не води до границите. Ако имало посебни истражни мерки, ако се знаело што прави таа група, што се случило тогаш на границата? Како е можно граничарот наш да не знае дека за тие лица се води некаква постапка, дека известени ли се граничарите, известена ли е царината за вакви кривични дела? Видете, во основа тие треба да разменуваат информации со Министерството за внатрешни работи, затоа што обвинителот кога ангажират истражители, согласно Законот за кривична постапка, има можност да ангажират истражители и од Царинската управа и од полицијата и така натака и така натака. И во случај да не се ангажирани, не се известуваат. Царинската управа би требало да биде информирана и да она ја има това активност во перманентна работа, значи во постојана работа. Таа им е активност за попречување на кривични дела на штета на државата, нели? Исто како криумчарење на, да кажеме, на нафта, на цигари, на акцизна стока, на злато и така натака. А уште повеќе на овие артефакти. Така да никој не може мене да ме убеди дека Царинската управа не била информирана или дека не знаела, исто како и Министерството за внатрешни работи. Но тука се поставува едно друго прашање. Прашањето на коруптивниот елемент, односно инволвираноста на овие служби кои што треба да ја водат истрагата во помош на сторителите на кривичното дело. Ние за тоа, ниту во соопштението, ниту од досегашниот дел на истрагата немаме точни податоци дали во таа група од 8 лица има царински службеници, полициски службеници кои што помогнале да се изнесат. Можно ли е без луѓе од службите да се направи вакво кривично дело? Мислам дека многу малку е веројатно дека може да се стори вакво кривично дело кое што е припаѓа во делот на организираните кривични дела. При тоа веќе следено. Да, при тоа веќе следено, пазете, затоа што овие артефакти за да се изнесат од државата, се поставуваат прашањето дали се изнесени на легални гранични премини или на илегални гранични премини. Ако се поставуваат прашањето дека се изнесени на легални гранични премини, тога значи го поставуваме прашањето дали скенерите кои што ги користи Царинската управа и полицијата на граничните премини, дали ни се во функција или не ни се во функција или некој свесно ги става да не се во функција. Појасниме за јавноста, ние имаме скенери кои можат све да видат во колата при поминување, без да знаат луѓето кои го управуваат возилото. Точно тоа, значи тие скенери доволно, значи се моćни за да направат целосно скенирање на објектот кој што е предмет на истрага. По истата оваа логика, со скенерите на граница, како тогаш возилото од МВР случајно поминало две други граници за да стигне
помеѓу Албанија и Црна Гора без да биде забележано. Видете, тоа возило малку е Дека чудно. веќе има Да, бункер малку е друг. чудно, малку е Значи, чудно. ако има скенер, сакам да кажам, веројатно би го виделе бункерот дома, па би ги вратиле назад. Би ги вратиле кажале, назад, точно така. Заборавено е нешто, земете друго возило. Видете, тоа возило во кое што е пронајдена дрогата, мислам дека целиот тој случај е премногу, како да ви кажам, некои се обидуваат на многу банален начин да го забошотит. Тоа е сериозен престап во кој што сериозна работа требаше министерот во најмала рака да го разреши началникот на одделот за организиран криминал и одреден дел од техничките служби кои што го организирале патувањето на нашите колеги за Црна Гора на тој семинар, затоа што возило кое што оди на меѓународен пат мора да има налог, кој што налог задолжително се покажуваат на излез на полициските службеници, на излез од Република Македонија, значи тоа не е сторено, и задолжително пред да тргнат на пат се подвргнуваат на целосна контрола во сервисот во Министерството за внатрешни работи. Што ако во возилото некој надвор додека е вршело редовно служба, некој подметнал експлозивна направа, залепил експлозивна направа. Значи, затоа тие возила, кога одат на такви меѓународни патувања во регионов тука, затоа што не се користат авиони, него се користат службените возила со патен налог, со целосно пропишана процедура, согласно правилникот за користење на службените возила во Министерството, мислам дека тука се направени тие грешки, тоа е едната работа. И втората работа, можеби, кога поминувало возилото, овие наши се од МВР, најавено ние не биле исклучени или воопшто не дале значи да ги следат скенерите, дали даваат некаков знак или не даваат некаков знак, така да истото тоа се случило и на граничниот премин кај Кукс, за да на крај, дури на Сукобин, тоа е на граничниот премин помеѓу Албанија и Црна Гора, дури таму скенерите реагирали, кога реагирале, нормално процедура е согласно правило, значи мора да се изврши целосен преглед на патничко на објектот, на возилото, и тогаш е пронајдена дрогата и тогаш е избиен скандалот, па ајде сега ќе се докажуваме таа дрога била заборавена. Господа, таа дрога ниту била заборавена, ниту можела да биде заборавена, затоа што тоа возило во 2015-2016 година, кога е водена постапката против тој шведски државјанин, е предмет на царинска истрага и царинската истрага тогаш на скенер го претресла возилото, значи имаше и соопштение, по сите стандарди кои што се пропишани и дека возилото е очистено од сите можни елементи кои што укажуваат на постојање на кривични дела. За разлика од вас, директорот на Агенцијата за управување со одземен имот ги посочи токму цариниците како оние кои не ја направиле целосната контрола и проверка на возилата. Ниту е можно, затоа што сум имал можност, значи сум работел баш во таа област на криумчарење на акцизни стоки, значи сум соработувал со цариниците, ниту е можно, ниту било кој царински или полициски службеник или во било која друга институција службеник, кога ќе се констатира, затоа што на скенерот во 2015 година прво се констатира дека во возилото има предмети кои што се недозволени и се почнува истрагата. Се прават целосни претреси, возилото оди на канал, на дополнително скенирање, значи ако треба дури сме ги растурале. Сме ваделе крила, подкрила и така натака, затоа што тие бункери се прават на сите можни места. Вие мора тоа возило да го доведите, затоа се оди во механичарска работилница. Господин Ѓурчевски, бидејќи ни тече времето, има уште еден случај на криумчарење кој вчера ја бранува јавноста, тоа е криумчарење на млади лавчиња. Диви животни не смее да се внесат во држава без потребните дозволи. Како може тоа да се случи, бидејќи не станува збор само за едно животинче, па еве да кажеме еден човек успеал некако на среќа да го држи тивко, да го прошврца низ граница, туку од фотографиите што ги видовме во медиумите станува збор за многу повеќе животинки, конкретно лавчиња. Видете, значи тоа е она кога државата ќе изгуби контрола врз собствените институции. Зоолошките градини, каде што се одгледуваат тие животни, значи често пати влегуваат во нелегална трговија со тие животни, без да ги регистрираат, без да ги вакцинираат, без да ги обележат и така натака, затоа што се покажува дека пазарот и потребата од такви животни во зоолошките градини во околината и во светот е и tekako голема и дел од вработени, помогнати со надворешните организирани криминални групи,
Значи се дрзнуваат да го прават тој вид на криминал. Повторно кажувам, значи за да се сторите едно кривично дело од областа од криумчарење, макар и на жива стока, Бидејќи предпоставката е дека не се родени во државава. Да, пазете, за да се внесат тие, значи треба да се користат или илегални гранични премини, каде што затаила граничната полиција, затоа што граничната полиција си ги знае сите илегални гранични места каде што може некој илегално да ја помини границата. Или затаила Што е потешко за еден криминалец, да пројде легално граница или да пројде нелегален прелаз? Моето искуство зборува дека полесно му е да помини легално, отколку нелегално. Знаете зошто легалното? Затоа што степенот на корупција во оваа држава, во сите институции, не само царината, полицијата кои што се први на удар на границите, или она гранично, интегрално гранично управување и така натака, че степенот на корупција ни е на такво ниво во последниве 5-6 години, да секоја година ние паѓаме од лошо по лошо. Ние никогаш не се вративне, барем да се вратевне на она ниво од 2013, околу 30 до 50 Во меѓувреме ниту нашите соседи не можат да се пофалат со поинаква слика, бидејќи токму тука се кружи криминалот, ако може така да кажам. Видете, ако некој сакаме да Исто и со артефактите, Ако некој сака да зборуваме отворено и искрено за порозноста на границите, ако сакате, и према Бугарија, и према Грција, и према Албанија и така натака. Знаете, криминалците кои што се занимаваат со криумчарење на акцизна стока, особено на цигари, знаете што кажуваат? Најтешко ми е да влезам во Грција. Ако влезам во Грција, јас влегов во Европска унија, после тоа више нема. Но знаете, на 1000 бокса цигари ко кафе профитот ако стигна до Германија, милионски суми евра се прават. Значи, затоа мотивот за криумчарење на акцизните добра и на, ако сакате, на живата стока, ако сакате на артефактите, на било која трговска стока, мотивот е огромен, затоа што се профитите огромни. И ние се поставуваат прашањето дали имаме соодветно казнен систем на европско ниво, не само на локално ниво ние како Република Македонија, затоа што кога имате огромни профити, сторителите на тој вид криминал многу лесно жртвуваат поединци да издржат казна затвор со цел да го остварат профитот. Јас ако остварам профит од 1.000.000 евра, па јас некого ќе го жртвувам да лежи 3 години во затвор. Што би рекле американците, take one for the team. Да. 3 години ќе си одлежи затвор, ќе му платам плати за тие 3 години, ќе се грижам за неговото семејство, нели организираниот криминал, начелата на организираниот криминал. Ова предпоставам од праксата. Да, од праксата, и кога ќе излези тој човек, тој ми е веќе регрут и плюс со пари. И плюс со пари. Господин Ѓурчевски, ви благодарам што одвоивте време да дојдете во денешниот утрински брифинг. Со вас секогаш разговорите можат да траат многу подолго, но не истече времето. Сега ќе се видиме. Ви благодарам на поканата. Со оглед на тоа дека криминалот не спие. Очекувам да имаме и поидни на теми за разговор. Само ако има време. Жалосно е што криминалните структури, организираните криминални групи изгледат овде си создадоа држава. Немаме ние власт која што го држи под контрола организираниот криминал. Напротив, организираниот криминал ја држи владата под контрола. И тоа е најболната тема за некоја една друга дебата. Благодарам на поканата.